Стадион. Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добар ден, Македонија, добредојавте во редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Столе Наумов и заедно со вас ќе бидам во наредните 2 часа. Денес ќе зборуваме за една исклучително благородна тема: органодарителство, трансплантација, експлантација, кадаверична трансплантација од living донори, односно од донори кои што се во живот. Емилија Динева од Доиран и Верче Белчовска од Берова. Тоа се хероите на македонската денешница. Македонија денес има само 2 имиња: Емилија Динева и Верче Белчовска. Браво за лекарите, но треба да знаете, еден човечки живот спасува повеќе други човечки животи. Секоја чест, тие не се само донор, тие се луѓе со големо име и презиме. Како што им се поклонија докторите, така и јас изразувам огромна почит кон овие две личности кои што возможија да продолжат со нивните органи животите на други луѓе. Затоа ќе зборуваме денеска и sa таа цел го имаме човекот кој што, или имаме жената личноста која што е најодговорна, национален координатор за трансплантација, доктор Маја Мојсова Миевска. Докторке, добар ден, добро утро, како сте? Добар ден и на вас. Благодарам што ме повикавте во емисијава. Добра сум, се надевам, некако мислам, го чувствувам стресот и уморот од претходниот викенд. Столе ќе морам да ве поправам, освен Емилија Динева и Верица Белчевска. Постојат многу семејства претходно кои што донирале органи, кога и не сме имале трансплантација на срце, се уште не имавме разработено, ниту пак беше ставено во програмата. Нема сега, некои сакаат да останат анонимни и ние го почитуваме нивното право на анонимност, но има 15 на семејства кои што донирале бубрези, да. За жал тоа можеби не одекна толку гласно во јавноста. Тоа е дилема, дали да се објавуваат, меѓутоа сега имаме потреба од поголема кампања, дигање на свеста. И заради тоа имињата излегот. Каква е процедурата? Треба семејството да се согласи? Или? Треба семејството да сака да излезе. Мислите процедурата за трансплантација или за воопшто за објавување на... Треба семејството да сака. Генерално, веројатно, вие новинарите сте поупорни во тоа. Ние како здравствени лица и од другата страна на приказната, ние не ги кажуваме имињата на фамилиите на донорите. Од нас не излегува информацијата генерално, според закон или заштита на правата на пациентите, но ние сакаме кога семејствата истапуваат и ја кажуваат сопствената приказна, затоа што мислам дека тоа допира до граѓаните, на нивните дилеми, на нивната тага, на нивната одлука, која што е, верувајте, можеби нешто што најхрабро некој што може да го направи во такви моменти. И убаво е кога говорат од нивната, затоа што до граѓаните па допира таа приказна. Ние би сакале многу повеќе семејства кога би излегле да ја кажат својата страна на приказната, но сепак оставаме на нивна одлука. Како е процедурата која ќе се констатира мозочна смрт? Разговарате со семејството? Затоа што според законот е една реченица: сите се потенцијални донори. Да. Освен ако не се откажат со нотарска изјава за време на животот, да пишат таму изричито, категорично дека не сакаат да бидат донори. Но на крајот и да не напишат таква изјава, во крајна линија, завршниот збор, крајниот збор го има семејството, да. Кога ќе констатираме мозочна смрт, ние имаме сомневања. Јас говорев малце повеќе за тој момент, не е толку едноставен, ниту пак е нешто што лесно се докажува. Постојат процедури, ние мораме да бидеме сигурни дека се работи за мозочна смрт. Да, пристапуваме на семејството, најчесто ги повикуваме веднаш после состанокот на комисијата и одлуката и прегледувањето на сите документи. Ја повикуваме семејството за да им кажеме дека пациентот е во суштина мртов. Кога е мозочно мртов, тоа значи дека е мртов, без разлика, бидејќи се наоѓа во интензивните лекувања, каде што ние ги одржуваме
нели дишењето, работата на срцето. Срцето по некој автоматизам во одредено време и ќе работи, но во суштина се одржуваат притисок од органите и така натаму. Тоа се што се прави во суштина било со цел и да се одржи пациентот во живот, а не само органите, ме разбирате. Така да од една приказна во кој што спасуваме еден живот, доаѓаме во приказна на мозочна смрт, во кој што наеднаш ни се префрла нашата, нели како лекари, нашата цел е да спасиме живот и така. Се префрла нашата цел да спасиме па други животи кои што во суштина во моментот и не ги гледаме, не ги познаваме лично, не ги водиме, ние не ги лекуваме, ги лекуваат соодветните специјалистички гранки, но тие се тие кои што чекаат орган, нели, и кои што едноставно немаат друг избор освен да добијат орган. Генерално, знаете како, овој процес го работа можеби 10 години и секој од нас има некакви морални, етички и професионални дилеми. Едноставно, кога се гради еден систем, не е само до граѓаните, туку и прво и до здравствениот систем и до здравствените работници. Да не ги заборавиме. Оваа тема кај нас беше долго време неотворена, ниту пак дискутирано за неа, со некакви мали, нели, информации кои што во одредени ситуации, нели, кога имаме трансплантација, пак излезат во јавност, но генерално најголемиот импакт имаше веројатно првата трансплантација на срце. Да, затоа што веројатно и срцето како највитален орган и видливо е, предизвикува најголемо внимание како од граѓаните, така нели од медиумите. И веројатно од тогаш натаму па изборуваме многу почесто и едноставно гледам дека почнува да се сваќа концептот, дека почнуваат луѓето да размислуваат за тоа, до сега не сме ни размислувале. Така. Зошто е така оставено на семејството? Затоа што во тие моменти тие се во шок. Така голема. И се треба во такви моменти да одлучуваат што да се прави, како да се прави. Тука милион сам и психологи, и психијатри, се колеги, веројатно и они се вклучени во тој процес. Зошто не е многу поедноставно ако човек се одлучи на живот да не може никој тоа да му го промени, таа воја? Затоа што, например, има два системи, ние сме во овој систем, меѓутоа има систем кој што уште додека се живи луѓето им пишува на возачките дозволи кај што е крвната група и дека се донори, дали се донори или не се донори. Така е во Соединените американски држави, во Канада. Да. Сега јас ќе ви поставам друго прашање, може? Вака. Да. Доколку зборуваме, нели, возачка дозвола се вади на 18 години, се полага така. Да. Доколку ние не говориме, од кај знае детето за оваа проблематика, дали треба да биде донор или не. Значи, дури и да разговараме за промена на, нели, да кажеме за друг концепт или законски измени, ние прво треба да ја подигнеме свеста, значи, во средните школи не знаат што е органодарителство. Дали ме разбирате од каде треба да почнеме? Од каде треба да почнеме? Треба да почнеме од подигање на свеста, разговарање на темава, па и утре кога ќе ве прашаат вас дали вие сакате да бидете донор, вие ќе знаете за што се работи. Ние досега не сме ја допреле темата. Нас не треба уште, јас мислам дека уште имаме уште пат за одење, за да дојдеме. Кажав ова со ова една реченица, ние неколку колеги зборевме кои што се заинтересирани. Јас мислам дека ќе живеам 100 години, ама сите може да ми се случи уште утре нешто. Да. Каде да се потпишам дека сите органи мои ако се здрави ги давам. Заради тоа сега го поставивме овој законски аспект. Сите мислат дека треба изјава и готово сум завршил работа. Сите мислат дека така ќе се поедностави системот. Јас не мислам дека ќе се поедностави. Јас мислам дека треба да дојдеме до едно ниво на свест, на разговор на оваа тема, да почнеме прво од средните училишта, ме сваќате, за да па да стане и дел од некаква кампања, од некакви трибини каде што ќе се вклучат младите луѓе, нели, кои што добро ќе ја познаваат проблематиката. Да се изгради јасна слика, тој поглед на живот, дека животот, составен дел на животот и смртта. Да. За жал тоа е, ние не сме вечни. Многу малци од нас ќе завршат со мозочна смрт. Многу малци од нас ќе завршат со мозочна смрт. Ме разбирате, току концептот да дарувате нешто е многу добар кога тоа би го одлучиле во живот. Јас се сложувам дека би било многу побаво, но сметам дека прво треба да дојдеме до некој ниво на знаење за проблематикава. Верувајте, дури во здравствениот систем беше тешко да се пробие цела оваа проблематика. Кај експерт, кај докторите кои што реално
За жал, Треба да се подготвени за такво Ете нешто. така. Значи, кај нас, за жал, дури јас не мислам дека имаме и предмет во кој што се зборува за тоа. Се уште факултетите не го отварат. Го нема. Па го има како како трансплантација, како хируршки техники, ама не зборуваме за принципите на органодарителство, ме сваќате. Тоа остава голем. Јас зборувам со многу студенти кои што многу ја сакат проблематикава, ама и едноставно не можат. Беа на многу трибини, мислам дека есента и преседателот се вклучи заедно со сопругата негова во една кампања, да, во Три Хилтон, во кој што имаше студенти кои што многу во суштина беа неодушевени, едноставно беа прв пат имат контакт на моето предавање кој што го имав тогаш, кој што беше повеќе не медицинско, туку беше повеќе за општо граѓанство, да кажеме, да може да допре до сите. Едноставно го сватија концептот, значи на тоа треба многу да се работи. Јас сметам дека уште имаме долг пат за одење за да стасеме до некој ниво на свесност, па тогаш веќе можеме да размислуваме. Но морам нешто да истакнам. Ако Америка, нели, Соединетите американски држави имаат концепт на донорска картичка, која што нели се искажуваат кога ќе земат возачка дозвола, може да и на 16 години, знаете, во Америка 16 години не знам баш дали човек да, границата е 21 колку е за возраст, не е 18 како кај нас. Така, ако веќе кога вадиме возачка дозвола зборуваме. Процентот на органодарителство во Америка е многу помал отколку Хрватска и Шпанија. Тие се можеби три водечки светот, нели, по органодарителство, по процент Шпанија и Хрватска и Соединетите. Да, значи Шпанија, Хрватска па Соединетите. Законот во Хрватска и во Шпанија не е како американски. Не е како нашиот. Значи за свеста станува. Значи, ете, тоа сакам да ви кажам, затоа што сите некако, ама ова мора со донорска картичка. Не ја прави законот трансплантацијата, ниту пак органодарителството. Законот е рамка во кој што ние треба да се движиме за да спречиме било какви отстапувања во однос на органодарителството, односно органот да не стаса, односно да стаса таму каде што најмногу треба. Ме сваќате? Но самиот закон не ја прави, туку свесноста на граѓаните, разговори на оваа тема, нели, кај вас сум, па давам интервјуа, па моите колеги исто се вклучени, нели, сите што се вклучени во трансплантација, многу е говорено. Надеваме дека колку и дури јас сметам дека ни обична кампања, имаше кампањи од типот дарувајте орган. Што значи тоа дарувајте? Каде да дарувам орган? Затоа треба многу да се зборува на темава, да се објасни во сршта на проблемот, односно на принципот, за да можеме и да разговараме некогаш за измени во законот. Маја Мојсова Биовска, национален координатор за трансплантација, гостин во денешното издание на емисијата Стадион во 10 часот и 17 минути, да го слушнеме прегледот и анализата што ја направи на оваа тема Габи Доневска. Стадион. Емисија за вашата вистина. И да се вратиш во минатото и да одиш кон иднината. Повторно ќе налетнеш на истата љубов. Сазна, струмка, од грозд струмица. Дадекс, компанија за шпедитерски услуги и царинско посредување. Сигурен партнер на вашиот бизнис. Шпедиција Дадекс Скопје 02 2613 566. Стадион. Емисија за вашата вистина. По хронологијата и историјата на пресадување на човечки органи, зборот пресадување се среќава уште во вториот век пред нашата ера, кога индискиот хирург Сушрута вршел пресадување на кожата од носот како известна пластична хирургија на нос. Но каков бил исходот од оваа операција не е познато, бидејќи податоците не биле документирани. Во светот првото успешно пресадување на човечка рожница било изведено од Едвард Зирм од Австралија во 1905 година. Првото пак пресадување од починато тело е направено од страна на унгарскиот хирург Јуриј Вороној во 1903 година. Кога зборуваме за донаторство и трансплантација на органи во нашата земја, минатата година на 23 мај беше извршена првата трансплантација на орган срце од починат донор. Минатата година се случи и уште една кадаверична трансплантација на бубрек и уште 4 од жив донор.
Првата пак трансплантација на бубрек во нашата земја од починато лице се случила во 1987 година под докторската палка на доктор Нинослав Ивановски, нефролог, кој со своите помлади колеги, доктор Живко Попов, уролог, доктор Перко Колевски, дел од тимот за хистокомпатибилитет, работеле на првата трансплантација на бубрек. Додека пак првата трансплантација на бубрек од жив дарител е направена од 1977 година од доктор Влашки. Револуцијата во светот на трансплантацијата кај нас се случи кога семејството на починатата Емилија Динева од Стар Дојран одлучи нивната сопруга и мајка да биде донор на органи кои ќе дадат нова шанса за живот на некој друг. Срцето на починатата Динева сега чука во градите на 54 годишниот Иван Огњановски. Операциониот зафат на клиниката за кардиохирургија траеше 6 часа. Утрината од оваа клиника информираа дека успешно било трансплантирано срце. Првата трансплантација на срце во координација со министерот за здравство Венко Филипче ја започна и ја водеше националниот координатор на трансплантација доктор Маја Мојсова Миовска. Таа со својот тим болнички координатори доктор Билјана Андоновска, доктор Весна Дурнев и Андријана Георгиев од Министерството за здравство ја процесираа пациентката во мозочна смрт и ги направија сите лекарски, технички и административни подготовки за да се започне со трансплантацијата на срце и бубрези. Поскоро една година откако беше извршена трансплантацијата на срце, Иван Огњановски се чувствува добро. Неговиот син Васил за Канал 77 вели дека тој полека се враќа во неговиот нормален животен тек, но овој пат пун со желба за живот. Скоро е една година, татко ми е во одлична состојба и форма, се враќа полека во нормалниот живот, во нормалните обврски. Сите параметри што треба да си дојдат на место си дојдоа, срцето си функционира супер, се чувствува полно со енергија, полно со желба за живот. Вели Васил Огњановски. Неговиот татко покрај тоа што одлично се чувствува по трансплантацијата на срце, без никакви последици го прележал и коронавирусот. Ние бевме многу изненадени, поради тоа што он го прележа вирусот и тоа на нога, тоа малце многу не изненади. И покрај вирусот се чувствува без никакви последици кај него и тоа све поради терапијата што е прима за срце. Искрено, немаше класични симптоми. Значи, како што ви кажат, губење на вкус и мирис, температура и слично, него само имаше, само му беше лошо, му се гадеше од храна и таку ствари приметивме дека нешто не е во ред и мислевме дека е поради желудникот, поради тоа што прима голема терапија, но испадна дека е од коронавирусот. Еден голем човек, како Махатма Ганди, еднаш рекол: човекот станува великан согласно нивото на кое работи за доброто на другите луѓе. Таков великан запишавме и ние во историјата на хуманоста, медицината, општо во човештвото. Името и презимето на Емилија Динева, кое ќе остане да свети долго после овој чин. Васил вели: со Диневи сме како семејство. Јас сум тој што почесто комуницирам со нив. Органодарителството е една хумана работа на човештвото што постои, поради тоа што и покрај тоа што губиме блиски луѓе, спасуваме уште неколку други луѓе со тоа што донираме органи. Семејството Диневи направија еден голем хуман гест, не само спрема мојот татко, туку и спрема цела држава, покажа што значи да се биде хуман во најтешки денови. Со семејството секој ден скоро комуницираме, поготово јас, цело лето го поминав таму, зимскиот распуст го поминав таму, значи сме во многу блиски однос. Буквално како семејство да се знаеме цел живот. На крајот од нашиот кус разговор, Васил ја пренесе пораката од неговиот татко Иван. Пренел само дека треба да сите да даруваме, да спасиме живот, да бидеме хумани, да бидеме подобри луѓе и да го живееме животот онака како што треба, за да биде квалитетен и убав живот. Изјави Васил, но не е само Емилија Динева. До низиното име силно ќе сјае името на младата Верица Белчовска од Берово, која загина во сообраќајна несреќа во Струмица. Семејството на Верица, како и семејството на Емилија, одлучија низиното срце, бубрези, коски и коскено ткиво да ги донираат на пациенти кои се на листата и чекаат нова шанса за живот.
Иле Стрезовски од Бровеница Тетово е момчето чиј живот го спаси 20-годишната Верица со дарување на незиното срце, а 28-годишниот Блаже Сапунџиев од Кавадарци го доби едниот бубрек од Верица Белчовска. За прв пат во историјата на македонското здравство, на клиниката за ортопедски болести е направена експлантација на коски и коскени ткива од починат донор. Коските се од починатата Верче, чие семејство реши да ги донира органите. Ноќта, значи на 16 наспроти 17 април, клиниката за ортопедски болести имаше шанса да застане рамо до рамо со бастионите на нашата трансплантациона хирургија. И така со овој чин дојде до реализација на една идеја која што имавме ние пред повеќе од една година, односно од октомври 2019 за актуализирање на ткивно банкарство во нашата земја и проширување на дејноста под покровителство на Националниот тим за трансплантација и Министерството за здравство. Самата експлантација значи отстранување на ткива и коски од починат донатор кои што потоа соодветно се обработуваат и се складираат во ткивна банка. Сето оној момент додека на некој човек, на некој пациент има потреба од имплантација, односно трансплантација на ткивата кои што ние сме ги складирале. Изјави доктор Милена Боевска, Доксевска, доктор на медицина, специјалист, одел за септична патологија. Бенефитите од експлантацијата најчесто се за дијагностицираните болести, но здравите ткива може да се користат и при спортски повреди, како и вродени аномалии. Бенефитите се пред се тоа што во себе ќе имаат биолошки материјал, значи биолошките материјали се ненадминати во својот квалитет и во природните карактеристики кои што треба да ги поседуваат за да бидат соодветно вклопени во организмот кој што натаму ќе функционира на тој начин. Значи има мноштво опити на ткивниот инженеринг да се создадат такви ткива кои што би ги заместиле овие природни ткива, меѓутоа квалитетот не е ист. Сепак најдобри резултати имаме од биолошките материјали. Секако при различни тумори и метастази здравиот дел се разјадува и постои можност да се оди во здраво, да се исчисти тоа болно ткиво и да се замени со овој биолошки материјал. Истото се случува, такви дефекти се појавуваат и при трауми, при претходни оперативни интервенции, при ревизии на ендопротези има потреба понекогаш од заместителни ткива. Меѓутоа исто така и спортски повреди може да бидат како една причина за ставање на биолошки материјал, а исто така и вродени аномалии. Вели доктор Милена Боевска, Доксевска. Таа советува дека убаво би било секој во својот дом, во блискиот круг на семејството, да продискутира за тоа дали би сакале по нивната смрт да станат донори. Значи, кај нас процедурата е таква да човек е потенцијален донор, секој човек е потенцијален донатор, освен ако не остави во текот на својот живот кај нотар заверено дека не е донатор, дека тоа не би сакал да се случи. Семејството по смртта одлучува за тоа дали телото ќе биде донирано понатаму за медицински цели и добро е секој во текот на својот живот да во дискусија со своето семејство да им му каже дека би сакал да биде дел, доколку се случи тоа, дека би сакал да биде дел од органско донаторство, значи. Тоа треба да се продискутира во семејството. Согласноста за експлантација и трансплантација на органи е една иста, вели доктор Боевска, Доксевска. Секоја трансплантација има прво процес на експлантација, значи прво се експлантира, тоа значи всушност отстранување на органот од починатиот донатор. И кај нас согласноста е иста. Обично кога се анализираат пациенти дали би биле подобни за трансплантација, во согласноста која што ја подпишува семејството се вклучени сите органи кои што би можеле понатаму да се искористат кај други пациенти. Така што тоа е една согласност. Органодарителството е највисокиот чин на човеколюбие. Со подарен орган се спасува живот. Со цел да се подигне свеста кај луѓето за трансплантација и органодарителство, секоја втора сабота од месец октомври се посветува на одбележување на Европскиот ден на органодарителството. Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 607777. Канал 77.mk. _Facebook. Канал 77.mk. _YouTube. 10 часот 28 минути. Слушнавме Милена Богоевска
док се зборуваше за експлантацијата. Сакам да ги повикам и сите слушатели да го кажат својот став. Каков е вашиот став за органодарителството? Дали некојаш сте разговарале на оваа тема? Дали некојаш сте помислувале за оваква една состојба? Дали сте одлучни вашите органи, ако сте добри, да бидат донирани? Значи, тоа е темата за денеска и би ве замолил, доколку имате некое размислување, став на оваа тема, да се јавите на 032-397-707 и 397-727. Докторке Мојсова Миоска, слушнавме од докторката Милена Богоевска-Доксевска. Секој човек треба во своето семејство да ја отвори оваа тема. Може би тоа е еден од најпродуктивните начини да се расшири оваа информација и да се расчистат многу дилеми. Знаете, ние во семејствата разговараме за многу работи. Така, на кого ќе оставиме куќата, станот, колата, зашто не би разговарали за ова? На кого ќе ги оставиме органите? Да? Мислам дека не е тема која што би требало да биде табу, затоа што на крајот на криштата не сме вечни, како што кажавме и претходно. Ако веќе разговараме како ќе го делиме имотот, како парите ќе ги делиме, како нели многу работи кои што оставштина оставаме нели на своите блиски, зошто и ова да не биде една оставштина која што ќе знае семејството, ако се случи нешто, ќе го знае ставот на својот близок. Знаете како, кога се разговара отворено на темиве, мислам дека едноставно ги потикнуваме граѓаните да размислуваат на оваа тема. На многу теми во суштина, нели секогаш подигнувањето на свеста настанува поради разговор на теми кои што може би се болни, значи никој не сака да размислува сега, нели кога ќе умрам јас што ќе биде. Но генерално, например, моето семејство знае дека ако завршам со мозочна смрт, дека треба да даруваат. Тоа се мојот сопруг и мојот син, дури мојот син кој што има 14 години сега ќе полне го знае тоа, или да го остават телото на медицински цели. Тоа го знаат. Рековте, дури и на факултет многу малку има за оваа тема, или така летимишно е споменато? Споменавте средна школа, средно училиште. Значи, во образовниот систем воопшто не се третира оваа тема? Па не се третира. Видете, јас не... Биологија, хемија... Не можам да кажам, не можам да тврдам искрено, не сум во образовниот систем, да можам да тврдам. Јас сум учел такво нешто, не сум... Да. Или тогаш било пара. Може би тогаш ние не сме учеле, не верувам дека и сега, затоа што веројатно за таква тема би биле консултирани за да можеме да направиме некаков си концепт во однос на тоа средношколците што треба да учат, или добро може и тоа секојаш да се препише, но сепак се фактите многу важни кога тоа би се склопило со законските мерки во земјата. Сметам дека треба да се проговори, поготово кај средношколци кои што се 16, 17, 18 години. Тоа ништо не значи, треба да бидат информирани што во суштина значи органодарителство. Ајде да почнеме од младите прво, нели? Да, споменавте, се разговара со семејството кое ќе се утврди дека има мозочна смрт. Добивате согласност. Како тече процедурата? Тимовите се спремни, се собираат, имате во секоја област Тоа е еден напнат дел во кој што треба да се искоординират многу профили медицински. Е мултидисциплинарен пристап, дефинитивно. Од кога ќе добиеме мораме да направиме ткивна компатибилност, односно тоа што се вика хајла типизација. Треба да се испратат пробите на клиниката за трансфузиологија, професор Кочо Димитровски, кој што ни е партнер во СЕВОВА. Исто така се испитуваат и сите трансмисивни болести, кои што можеме случајно да им ги пренесеме на реципиентите, нели? Не е ништо тоа страшно, но точно го знаеме причинителот за да можеме да го третираме кај реципиентот. Значи не е контраиндицирано, туку само треба да ги детектираме, доколку нели постојат бактерии и вируси, кои што ќе знаеме дека ќе треба да бидат третирани во постоперативниот период. И тогаш почнува координацијата помеѓу интернистичките гранки од типот нефрологија, која што е веќе обавестена за прво за крвната група нели на донорот. И покрај тоа што се прават хајла типизации, гледаме кој е пулот на истата крвна група на пациенти. Тие се на националната листа во софтверски избран кој што ќе бидат нели верифицирани, не се секојаш еден или двајца, може би да се 10. Разбирате, не е така едноставно.
гледаме кој е пулот во смисла на базенот на вкупната бројка, например, сега на крвна група А е многу почеста, нели? После тоа го гледаме листите за срце, ги разгледуваме и гледаме кој е соодветна крвна група. И сега тука не застанува кај срцето, мора да биде и соодветна градба. Да, затоа што соодветната градба, видите, мало срце од мало не може да влезе во пациент кој што е 1,90 м. Компатибилноста во однос на големината. Во исто време се прават испитувања без разлика што претходно е направена ангиографија на мозокот и најчесто и правиме ангиографија на другите органи, значи во смисла да видиме каква е прокрвеноста и какви се крвните садови на органите. Правиме проценка, значи доаѓаат од клиниката за кардиологија и нефрологија да ги проценат бубрезите и срцето, значи ехотомографски се следат, за да во исто време нели се припремаат хируршките екипи. И се ова трае, знаете, ова не е кратко време. Ова е една неизвестност од добри некои 6, 7, 8 сата, некогаш е пократко, некогаш е побрзо, во кој што се лоцираат пациентите и на кој што тие што се најприближно со ХЛА типизацијата се повикуваат. Без разлика им се кажуваат дека можеби нема да биде за нив органот, ако има некој покомпатибилен, но исто така тие пациенти мораме да ги повикаме, поготово за бубрези, 5-6 пациенти кои што едноставно можеби некој ќе во моментот не може да ги исполни критериумите за да биде трансплантиран. Имало многу случаи, имавме корона позитивни пациенти и тие нормално ќе ги исклучиме од листата, не саќате. Сега е тоа дополнителен терет за жал, оваа година за жал, инаку претходно не. И во однос на тие се викаат кросмечови сензибилизираност еден кон друг, донорот и реципиентот, ако тие излезат негативни, тогаш тој може да влезе на листа, ако излезат позитивни не. Значи не е, затоа викам не е тоа е нешто едноставно. Луѓето мислат дека тоа добро извади органи, не е баш така. И сега кога конечно ќе ги одбереме пациентите, нели? Листата за срце се уште ја дополнуваме, се уште чекаме од повеќе болници и клиники да стигнат пациенти, и се дополнува и се крати за одредени пациенти во зависност, тоа е динамична работа, исто и за бубрезите. Ние ќе мораме сега заклучевме дека ќе мораме едно прочистување на листата да направиме и да одиме по диализните центри да видиме. Коронава многу зема замав, нели, многу остави импакти во, нели, поготово тие кои што се вулнерабилни категории на пациенти кои што се на диализа. Така да во тој момент кога веќе ќе имаме избор на пациенти, можеме да започнеме со експлантација. Кога се веќе примени тие пациенти одат во состојба на припрема, пошто има и припрема пред да бидат трансплантирани, не можеме од улица, значи пациентите кои што се на диализа дента мора да се издиализираат пред да влезат во операциона сала, ме сваќате. Но тоа мора да биде синхронизирано затоа што органите се вадат во еден акт. Не е тоа сега ќе извадиме ова, па ќе извадиме, ме разбират. Сите се вадат во еден акт и тоа треба да бидат синхронизирани екипи. Ние мислам дека овој пат, за разлика од минатиот, тоа ни беше прв пат да вадиме, нели, да биде мултиорганска во суштина. Ќе видиме кога ќе стасаме до црн дроб, како ќе биде. Така да тоа се некои предизвици кои што ќе треба да ги надминеме и да ги совладаме. Бевме многу доста синхронизирани, многу побрзо идеше целата процедура. Веројатно за се треба искуство, нели, некаква уиграност и некаква динамика на тимовите. Значи сите органи се вадат во еден акт за да не бидат оштетени, за да не трпат некакви други оштетувања, па кои што ќе наштетиле на примателот кој што ќе ги прими, така. Генерално идејата е да секој добие квалитетен орган со кој што ќе живее добро и квалитетно во понатамошниот живот и со кој што ќе има убав живот, ме разбирате. Така да, кога ќе почне експлантацијата, мора да се синхронизираат екипите, поготово за срце. Значи, експлантацијата најчесто ние се одвива на клиниката за урологија, нели, како и претходно, бидејќи тоа не е некаква веќе рутинизирана екипа и веќе тие се екипи со години веќе од 2014, значи работиме заедно, без разлика што можеби немаме некоја бројка, но сме уиграна екипа. Во исто време, кога веќе ќе биде спремно срцето за вадење, тогаш започнуваат и со интервенцијата на клиниката за кардиохирургија. Вака, сега имаме прашање, далеку сме ние од свеста за органодарителство, затоа и не сме членка на Евротрансплант. Ај кажете за тоа.
Не е да видите, може во дело тоа има и вистина, но не е баш се така, не е црно-бело. Генерално не сме членка на Евротрансплант. Прво, многу тешко се станува членка на Евротрансплант. Не е ни Србија, не е ни Бугарија, не е ни Грција членка на Евротрансплант, ако ги разграничите работите. Тоа се 15 на држави. Да, тие се 15 на држави кои што се во Централна Европа, кои што се доста развиени нели држави, кои што имаат развиен систем на трансплантација со години, збориме, значи 15-20, и кои што имаат стабилен систем на органодарителство. Значи тие се проценти кои што се менуваат од година во година. Ние сме во некаква си динамика на развивање на нешто. И единствено што Евротрансплант ни има понудено е да некаква си соработка на ниво на teaching and training, односно учење и едукација. Што значи членство? Значи сите тие органи, пациенти се на едно место, на една листа, во еден регистар. Да. Генерално е така. Видете, јас не можам да кажам што е добро за нас. Некако мала земја, веројатно ни треба таква помош. Да се вратам, извинете, само ќе морам да се навратам нова. Значи, тие не нудат размена на органи. Дури во тој примерен, како се вика, базичен договор Евротрансплант, што во суштина година дена не успеваме некако да се видиме, ниту пак да стасаме до Загреб или до Лјубљана како членки на Евротрансплант, не нудат тие да разменуваме органи. Тие нема прав да влеземе во Евротрансплант. Знаете како ова иста приказна како ајде да влеземе во Европска унија. И ајде да, ама треба да исполниме некакви критериуми, ме сваќате. Не е само до свеста за органидорителство, туку до стандардите на систем на развивање на трансплантација, стандарди на оперативност, ме сваќате, протоколи, следственост на органите, многу работи се. Медицински кои што не се поврзани само со степенот на свеста на органодорителство. Еве има едно прашање, предлог. Мој предлог донори на органи да бидат само лицата од медицинската фела, за да се избегне било каков сомнеж во обичниот народ за развивање на трговијата со органи, озлогласена во целиот свет. Инаку сум против пресадување во наводници на органи. Во МКД, во Македонија, народот е сиромашен, ама алчен за пари. Тука се раѓа и сомнеж дека органите баш се пресадуваат на македонските граѓани или на светските богаташи. Тоа е едно. И второто, со екзактна диагностика, а тоа е компјутерска ангиографија на мозокот, со која се докажува дека веќе нема мозочна циркулација, а штом нема циркулација, органот е мртов, има тајни информации, има трговија со органи, исчезнати деца и возрастни кои никогаш не се пронајдени. Добро, ова се веќе и малку теории на заговор. Добро. Ајде за тоа како да се спречи трафикингот, односно законски само во медицина. Значи, вака јас не би се сложила дека во Македонија во никогаш во ниеден момент немало трговија со органи. Дали знаете, значи тоа се теории на заговор во кои што како може да извадиме орган, при тоа тој орган не се вади и тој не е жив. Тој треба да помине во принцип на перфузија, кој што го прават медицински лица, односно доктори. Со одредени раствори, кои што сега нема да ве замарам со медицински делови. Значи, треба да се извади витален, тоа значи жив, да има циркулација во тој орган. Тоа може во медицински установи. Тие донори се наоѓаат во интензивните лекувања. Нема донор кој што се наоѓа надвор од интензивното лекување. Не постои мозочна смрт и пациентот да диша. Дали ме разбирате? Пациентите, кога им е мртов мозокот, немаат респираторен центар за дишење. Тие пациенти се наоѓаат во интензивно. Во интензивното лекување, за да имаме орган трафикинг, значи има персонал кој што работи во интензивното, во операциона сала, во една експлантација, па сигурно има 50 здравствени работници, зборам лекари, зборам медицински сестри, зборам нели транспортери и сите помошни персонал кој што доаѓа. Каде ми можел да отиде органот? Зашто јас сум присутна, знаете, да, во светот има, ние гледавме серии, не знам, ја гледав една серија Blacklist ли се викаше, каде што во Америка се прават за тоа треба да има опремен здравствен систем во смисло на операциони сали, на раствори за перфузија, на презервирање на органи. Ова повеќе се однесува на од живи донори за бубрези. Видете, за богаташите, значи некој ако има пари, некој сака пари, продава бубрек, продава. Не викам дека не постои тоа во светот. Не, кај нас дали исклученото листа како се прават. Некој ако е богат, па може да плати или не, за сите исто важи. Не, имате законска врска до трето колено. Значи, не може да има, кај нас не може, дури ни во Турција го промени законот. Едно време им беше така.
Значи, мора да докажеме дека сме роднини на тој што му даруваме орган. Еве за бубрек конкретно, пошто срце не може за живи донори. Значи, до трето колено дека имате заедничка... А значи некоја страна ако сака да плати не може. Не може. Доколку и сакате на некој пријател да му подарите, еве тоа е сомнително да кажеме, нели? Добре. Да кажеме, еве на пријател, многу сме добри пријатели, сакам да му дарувам. Ние не можеме да откриеме дали се таму дадени пари, ме сваќате. Но тој пар ќе мора да оди на етичка комисија при Министерството за здравство. И на тоа, значи ме сваќате. Не, тие треба да докажат дека од детство сме пријатели. Значи треба да приложам слики дека ја и вие сме нели другари од детство, ја сакам да ви дарувам орган. Ворот пред етичката комисија треба да докажат дека стварно сме другари, дека сме биле на одмор таа година, дека нашите пријатели, дека имаме слики, дека постои стварно емотивна врска. Голема. Не може да вулгаризираме. Има пари, човек сака... Не. Видете, во Македонија да има пари, не знам како би го направил тоа. Прво, генерално трансплантацијата се одвива само во јавното здравство сега во моментов, нели немаме друг закон, тоа е тој. Е контролирана средина, е законски, не имаме да покажеме и документи за тоа. Вие објасните како се бира пациентот, примателот, значи рековте структура, градба, па можеби да нема болести во тој момент, да не е акутно болен од друга болест, ме разбирате. Да не е акутно болен, например, се може да биде... Дали е компатибилен? Значи... Тоа е најважното. Прво, компатибилноста... Тука не е можна протекција, колку и да... Не е можна. Не, ги бираме, знаете како. Има и систем, алгоритам, има софтверски систем, кој што ги бира најприближните. Тој алгоритам е смислен за да по одредени критериуми да се спојат. Ме сваќате, нема тука да од тие ќе извади алгоритмот 6-7 пациенти. Сега морат од тие 6-7 да се одберат најкомпатибилните. Доктор Маја Мојсова Миовска, национален координатор за трансплантација, гостин во нашето студио. Темата ни е органодарителството, трансплантација, експлантација. Кои се вашите ставови на оваа тема? Што мислите вие за органодарителството? Дали сте разговарале некојаш во семејството на оваа тема? Дали вие самите сте се преиспитале? Дали сакате да бидете донор во една таква ситуација? Дали ако, например, се отвори законска можност да подпишете такво нешто, дали тоа би го прифатиле? Значи, конкретно, барам да размислите. Знам дека е комплицирано, знам дека е тешка тема ова, меѓутоа не треба да биде ова табу тема. Ова тема треба да се отвори и да се разговара. Затоа што е од еден човек кој што немал среќа во животот, кој што починал, кој што има мозочна смрт, од неговите органи може да се спасат човечките животи на неколку други луѓе пациенти кои што чекаат на листа за примање на органи. Да слушнеме на оваа тема како размислува министерот за здравство Венко Филипче и шефот на тимот за преседување на трансплантација на бубрези, хирургот-уролог Сашо Дохчев, кој што од 2012 е шеф на овој тим, а претходно од 90-та година учествувал во тимовите кои што вршеле трансплантации од живи донори, но и од кадаверични трансплантации. Сашо Дохчев и претходно Венко Филипче. Стадион. Емисија за вашата вистина. Едниот концепт, самиот граѓанин уште за време на животот ја изразува својата волја да биде донор. Значи во Соединетите Американски држави уште на водачките дозволи. Освен податокот на крвната група, пишува и дали човекот е орган донор или не. Кај нас семејството ја дава крајната согласност. И ние многу често се соочуваме со тоа да имаме диагностицирана мозочна смрт, може да е потенцијалниот кандидат пациент за донирање на органи и во тој момент разговараме со семејствата. Мислам дека е за сега на ова ниво, ова прилично добар систем. Може да отвориме една јавна дебата и да разговараме за тоа дали можеби треба и поединци да се согласни уште за време на животот да бидат донори доколку се случи смрт, но тоа е нешто за што мислам дека треба да учествуваат во дебата повеќе чинители, сепак е нешто што треба многу да се
дискутира, да се елаборира, не ја исклучува можноста да може би следниот чекор биде и комбинација на двата системи. Односно, да постои таа согласност на поединци дека се донори на органи, а на тие кои не се, завршниот крајен збор да го имаат членовите на семејството. Што е со идните чекори од програмата за оваа година? Тука, освен трансплантацијата на паренхимни органи, влегува и трансплантација на матични клетки од коскената срцевина. Значи, тоа е еден сеопфатен програм за трансплантација. Знаете дека покрај трансплантацијата на органи кај нас е прилично добро развиена и трансплантацијата на коскена срцевина, нешто што со години назад се прави на клиниката за хематологија, а во последните неколку години за прв пат и од несродни донори, и со тоа тие пациенти кои што до тогаш беа праќани да се лекуваат во странство, сега се лекуваат во нашата земја, а ние влеговме во тој меѓународен европски регистр на тоа дали матичните клетки на коскена срцевина се компатибилни со потенцијалните реципиенти и се надградува постепено нашиот национален регистар на потенцијални донори. И вториот сегмент, надградување на знаењата, промоцијата во смисла на подигање на јавната свест, еден сегмент кој што е исклучително многу битен. И тука сакам да потенцирам за време на разговорот со членовите на семејството при оваа последна трансплантација што заврши успешно, кога членовите на семејството се сложија да се донираат органите на, за жал, починатата млада девојка, тие веќе знаеа за оној успешен случај од претходно, што значи дека ваквата промоција на активностите и на успесите и на бенефитите од трансплантацијата, со која што со овие два чина се спасија два животи заради тоа што реципиентите на срцето немаат друга алтернатива, односно не беа ниту кандидати за механичка потпара, беа свесни дека нивниот живот практично зависи исклучиво од трансплантација вака од починат донор, мислам дека е еден многу битен сегмент. Имаме ли ние доволно стручни кадри за друг вид на трансплантација на други органи? Ние идентификувавме сега со овие последни случувања тимови во дело на трансплантација на црниот дроб и договоривме стручен престој во Загреб, каде што трансплантацијата има повеќе годишно искуство. Така да тоа е следниот чекор заедно со трансплантација на белите дробови. Како државата може да им се заблагодари или на некој начин да им помогне на дарителите или пак на нивните семејства? Кампањата и чиновите на алтруизам се должат на висока свест за тоа каков бенефит имаат потенцијалните реципиенти на органите од починатите донори. Во таа мисла ние секако и јас лично многу често контактирам со семејството на првата пациентка почината која што го донираше срцето и бубрезите. Конкретно со ова семејство разговаравме за нешто што е нивна потреба во дело на решавање на одреден нивни статус, така да тука сме секогаш и отворени сме за комуникација. Мислам дека апсолутно треба да биде јасно кажано дека се што име потребно на семејствата ние излегуваме опрес. Стадион. Емисија за вашата вистина. Светлечки реклами ПАП Охрид. Изберете квалитет. pap.com.mk. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072 607 777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Реален медиум за реални луѓе. Стори, свет, спорт, забава и чат, брат. Реален медиум за реални луѓе. ММС.мк сега ви е на толфа. Брза, прецизна и квалитетна услуга. Сечење на ласер во ПАП Охрид. pap.com.mk. Имате болки во грбот? Ве мачат болки во коленот? Имате воспаление или спортски повреди? Ice Power го забрзува процесот на опоравување од повредите на мускулите и зглобовите, ги намалува воспаленијата и отоците, за брзо ослободување од болка. Ice Power во сите подобро снабдени аптеки, ексклузивен застапник и дистрибутер Eurofarm. Баде Скопје. Брзо и професионално сечење, виткање и перфорирање на сите видови лимови. Посетете не на bade.com.mk.
Секогаш кога имате желба од вашиот стан да направите примамлив дом, појдете во еден од 8 салони на Прима мебел низ Македонија. Изберете квалитетен хрватски мебел, платете на 24 рати без камата и уживајте во новиот интериер. Прима штеди за семејството. Искористете го попустот од 20% на печките и котлите на пелети од Милкус. Одберете го вашиот модел на milkus.com.mk. radiocafe.com.mk. Кликни, нарачај, плати, дојди земи или нарачката ние ќе ти ја доставиме. За нарачка над 300 денари по 12 часот. Доставата е бесплатна. Емисија за вашата вистина. 2013 година 5 во Европа по број на трансплантации, а 9 во свет. Во овие 2 години, за жал, имаме помал број на трансплантации, 2020 и 2021 веќе времето на COVID. Во европскиот регион, да кажам, најблиски контакти имаме со хрватските колеги, втори по број на трансплантации во свет од кадаверична трансплантација, од кадавер. Со знаење, со работа, меѓутоа и со водење на кампања. Да напоменам дека организацијата на кадаверична трансплантација е во рацете на државата. Секако дека треба да се вклучиме активно ние стручните лица, потоа медиумите, една од емисиите, како треба со чести дебати, со чести коментари и од нас и од вас новинарите, невладините организации, посебно имаме голема поддршка од Нефрон, тие вршат голема кампања, секојдневна комуникација, секојдневно говорење за организаторството, дека тоа е највисок чин на хуманост воопшто што постои. Едноставно да ја бомбардираме јавноста. Околу можноста поголемо внимание да им се посвети на луѓето кои што уште дека се живо одлучиле да донираат. Како да им се помогне на нивните семејства? Последниот збор го има фамилија. Ако фамилијата е хумана, како што беше во последниот случај, органите ќе се земат. Че ништо насилно се е на доброволна база. Знам дека има бенефиции, покриени се погребалните трошкови за жал починатиот пациент, има осигуравањето, мислам дека е обезбедено, посебно кај living donor трансплантациите, не плаќаат партиципација и така натаму. Има доста привилегии. Во насока на подигање на таа свест, сега е добро да се објавуваат имињата на донорите, починатите. Меѓутоа, од аспект на етика, дали е тоа само приватна работа или како тоа се регулира? Во дилема сум јас од аспект на чувствата на фамилиите, може би не е доволно примерно. Меѓутоа, па од аспект на една кампања која се води за организаторството, може би е добро да се види дека не е тоа нешто што е страшно, дека не е баук нешто, невозможно нешто. Тука се некои неодредени мислења дали треба да се јавно кажуваат луѓето, меѓутоа тоа сепак е дел на министерството и на семејството, точно е. Они одлучуваат дали јавно ќе бидат кажани или не. По Македонија што не е досега пресадено, не само од вашата област, зборуваме за Бубрица, меѓутоа има и други области. Кога имаме еден кадавер, значи треба да се земат што повеќе органи. Беше штета што од сите кадавери што ги имавме досега, земавме само бубреци. Мислам тоа беше навистина штета. Еве колегите одлично се вклопија сега од кардиохирургија, им честитам. Веќе направива 2 кадаверични успешни трансплантации на срце. Понатака може да се земе црн дроб, од абдоменална хирургија се одлични хирурзи и веќе се мислам блиску да почнат со кадаверична и living donor евентуално трансплантација на црн дроб. За бели дробови е малку посложено, затоа што во говорам посебно за Евротрансплант, тоа е најголемата организација на земји кои чествуваат во трансплантацијата во Европа, у 14-15 на број. И ние тежнееме да бидеме дел од таа организација, за да имаме поголема можност за размена на органи. И во одредени центри, сигурно се 5-6 центри во Европа, каде што се прави трансплантација на бели дробови, меѓу кои во последно време се направи во Хрватска. Малку е посложена таа трансплантација и затоа бара посебни услови. И може да се земат сите органи. Панкреас може да се земе, кожа, коски земаа колегите од ортопедија, за прв пат и тоа направива. Може да се земат црева, белки од очите, рожница, што викаме. Така да може да се земе, се може да се земе, се може да се искористи. Не сме далеку од тоа да го постигнеме во скоро време, меѓутоа сепак треба да се изфорсираат тие тимови. На листата, за бубрези, колку луѓе чекаат? Вака, за living donor трансплантација
знаете, тоа дека се зима исклучиво од семејството, значи од крвно поврзаното семејство или од фамилијарната поврзаност, значи кои не се крвно поврзани, али мора да бидат од фамилија. Не чекаат многу парови за трансплантација, зборам сега и за дарителот и за реципиентот. Едно 5-6 мислам дека се на листа на чекање. Ние почнавме оваа година, веќе направивме 5 living donor трансплантации и прекинавме, да кажам, по барањето на министерството за да урологија некако ускочи пациенти да се сместуваат болни од ковид. Сега ќе почнеме после празниците. Има околу 80 пациенти кои чекаат за кадавер трансплантација, бидејќи немаат жив дарител да им подари бубрек. Стадион. Емисија за вашата вистина. Неполна година сум со вградена механичка потпора, која што драстично ми го подобри животот. Морам да кажам дека сум вратен на делумно квалитетен живот. Честите хоспитализации во болница веќе ги нема, но животот со механичка потпора воопшто не е лесен и е многу скап. Единствено решение, трајно решение е трансплантација и во многу ретки случаеви заздравување на сопственото срце и експлантација на тој уред. Колку пациенти во моментот чекаат на листа? Ме имате дадено интервју дека најмладиот пациент кој што чека срце е 14 години. Веќе наполнила 16 години девојката. На листа за чекање за трансплантација се околу 25 до 30 пациенти. Во Македонија се уште е табу тема органодарувањето, но се надевам дека после 2 успешни трансплантации, тоа е 100% успешност на докторите и им се поклонувам од небо до земја за тоа. Мислам дека ќе се помрне од мртва точка. Постојниот закон и не е така лош, може да се дополни со една клаузула дека човек додека е жив, доколку се изјасни со нотарска или било каков документ потполни формулар, дека сака да е донор, семејството да не може да ја попречи таа волја која што ќе е дадена од здраворазумен човек во текот на животот. За подигање на свеста, пред се треба сите ние, како граѓани, да гласно говориме и да ја шириме таа тема. И експертската јавност да бидат повидливи, повеќе да ги има по медиуми. Добро е да се вклучат и верските лидери, да објаснат дека ниту една од светски признатите религии не попречува органодарување, дека тоа е еден благороден чин кој што на човек го воздигнува над себе си. Нема ништо поубаво од тоа кога веќе ништо не можете да направите за некој ваш ближен, да му го продолжите на еден или десеттина други луѓе животот. Пред се религиите ја одобруваат медицината како еден вид своја алатка преку која што ги исцелуваат луѓето од болест. Како што напреднува религијата, така се јавува и потреба од пример органодарителството или примена на разни медикаменти, вакцини за превенција од болести. Со други зборови, религијата не ја негира медицината, ја поддржува науката. Како да им се помогне на семејствата чии што најблиски ги донирале органите? Во моментов, за жал, немаат никакви бенефиции, а би требало. Значи, би требало тие луѓе кои што во ситуација на неизмерна тага и болка одлучиле сепак на некој друг да продолжат живот, треба да им се даде некоја бенефиција како што е ослободувањето од плаќање партиципација при лекување, може би некои други бенефиции да им се пружат, како што се трајна помош на социјално загрозени и така натаму. Можноста за злоупотреба. Секогаш може за пари нешто да се стори, оние кои што имаат пари не бираат начин како да обезбедат орган за да го продолжат својот или животот на другите. Да, во светот ги има тие работи, не може да ги негираме. Најразвиени во земји каде што нема легална трансплантација. Имавме ние примери во соседството со... Да, жолта куќа се споменуваше, да. Да, според кажувањата и според истражувањата, таа била добро опремена клиника, каде што живи луѓе киднапирани или заробени, биле носени, биле вадени органи за трансплантација на лице место. Не може да се случи да извадиме орган, односно срце, од било кого и да можеме да го транспортираме каде ќе ни текне. Тоа мора да се изврши пред се од здрав човек, кој што нема никакви заболувања, дури ни вирусни, кај кого е констатирана мозочна смрт, и мора да биде во клинички услови, во добро опремени клиники, тимови. Кај нас во земјава во моментов се речиси и невозможни.
Видеон контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 607777. Канал 77.mk. _. Facebook. Канал 77.mk. _ YouTube. 11 часот и 3 минути. Ги слушнавме министерот за здравство Венко Филипче на тема органодарителство. Го слушнавме хирургот уролог Сашо Дохчев и председателот на Националното здружение Храбро срце Васко Јолески. Во студиото Маја Мојсова Мијоска. Ги слушнавте и вие, докторке. Ајде да тргнеме од тоа како да им се одолжи општеството. Знам дека може би звучи вулгарно, грдо, пари, ова, она, меѓутоа сепак мора да постои некој начин со кој што државата ќе ги мотивира тие семејства, ќе им помогне. Еве се спомена ослободување од партиципација, значи слободно да се лекуваат. Се спомена можноста како бесплатни погребални услуги. Дали на таа тема размислувате и подготвувате некој концепт? Видете, концептот постоеше и предходно, се даваше средства за покривање на погребалните трошкови. Јас искрено не се сложувам многу со тоа, не од други причини, пошто пак доаѓаме до моментот на некакво си купување, разбирате. Така да тоа е малце... Второ, секој има различен ритуал на погребување. Нели, секој на крајот и семејство има различен ритуал на погребување. Така да дојде до една стапка да, нели, тоа погребални трошкови, што значат ручек, вечера, не разбира. Значи, са и со тоа се судривме. Генерално постои еднакратна помош од 30.000 денари, кој што ги, нели, ги покрива погребални трошкови. Се друго би било вулгаризирање на целата работа, затоа што фамилиите едноставно даруваат од чисто човеколюбие, а не од некаква надокнада. Тие семејства се ослободени од партиципација, дури се ослободени. Како крводарителите? Да, тие се прво и самото лекување на донорот без партиципација завршува. Значи, ме сваќате целокупното лекување на донорот додека траело лекувањето во клинички услови. И се прави напор да биде целото семејство ослободено од партиципација здравствена. Тоа треба, знаете како тоа бара малце повеќе ангажираност во смисла на фонд Министерство за здравство и така натаму, за да се заврши кругот, нели? И да имаме официјално барање. Сега некако сме и во позиција да застанеме позади. Има многу проблеми кои што се поврзани со трансплантација и со фондот, ке мора да се поразговара на одредени теми каде што би нашле заеднички јазик за овие семејства. Затоа што е боли и вас сигурно после успешно завршена работа, спасени животи, се појавуваат наслови семејството на Динева заборавено. Значи тука има и социјална димензија, зависи од која средина социјална доаѓа семејството. Можеби и тука треба да се размислува. Па се појавуваат бизнисмени секоја чест, донираат, меѓутоа можеби дел од нив тоа не го прават со искрени намери, туку го прават со маркетинг. Како и да е. Благодарност голема. Тоа е и сепак од друга страна па препознаена вредност во другите фамилии, па нели некакви донирани пари или средства, не да се направи фонд, например, за помош во такви ситуации. Значи, пак го сведуваме прашањето, значи, цело зборуваме дека не треба да бидеме, да стасаме до продажба на органи и до парите. А пак го размислуваме начинот како да им се значи, видете, првичното ние дури на семејствата не им кажуваме дека имате еднократна помош од Министерството, односно од владата на Република Македонија, се додека не дадат своја согласност, зашто сметаме дека тоа е вулгаризирање на целиот процес. Не сваќате. Значи, текот кој ќе ги дадат својата согласност, го подпишат, ќе им кажеме дека да во текот на наредниот период дека ќе се ефектуираат тие средства. Тие се едноставно само помош во моментот на најтешкото да може фамилијата да дојде да го преброди. Сите други начини, сега јас не можам да кажам искрено, ниту сум пак во позиција да наоѓам некому вработување, долесна, ме сваќате. А спомена министерот за статус. Да, и тој исто така како мене сакама и е воздржан, затоа што тоа пак значи дека на ние на некој начин ги купуваме тие органи, не ги купуваме за нас. Ги купуваме, разбирате. Тоа се за некои пациенти. Јас и кога пристапувам на семејствата, јас не така како ова не е лична молба, ова е едноставно молба во името на некој што чека.
Така да јас не би искрено не би навлегувала во тие. Јас преби да психолошка и социолошка поддршка на семејствата да дадеме. Министерот спомена дебата, но тоа треба да се дискутира со стручни луѓе, со јавноста, комбинација на системите да се направи. Видете, можеби на Јулевски идејата можеби не е лоша. Со клаузула, со некаков документ, нотарска изјава, формулар, за да не може семејството после смртта да го попречи донирање. Може би треба да се прошири, јас не би одела кон дефинитивно менување на законот, ви кажав од кои причини. Сметам дека тоа ќе не кошта многу, али со менување со анекс некаков си во кој што ќе можеме да дадеме клаузула дека доколку сакат. И баш искрено ме интересира. Ние имаме некој податок за одредени пациенти кои што се јавиле кај нас, не имаме некоја листа на пациенти кои што рекле дека да ги памтиме, нели? Таа листа ја чуваме, тоа со интересни разговори кај луѓе кои што едноставно веќе слушнат за приказната и се јавуваат за да ги ставиме на листа. Ние имаме таква листа, таа не е валидна, не зборам легална, не е листата, меѓу имаме например некаков податок доколку нешто им се случи. Имаше многу интересен еден граѓанин кој што е планинар и кој што вика голема веројатност ми е да завршам некаде. Да, добри се тие размислувања. Едноставно сме отворени ризични професии, да. Така да имаме ние некоја листа, ама таа не е легална. Генерално ако дојде до таква ситуација, секако ние ќе видиме во листата дали тој пациент. Може би треба да се размислува за вакво некој дополнување на законот во кој што ќе ги остави па другите граѓани да се искажат во текот на животот дека сакаат да донираат. Тоа може би било добра. На листите колку пациенти, колку луѓе чекаат? И за живи, и за одживи донори? 30 пациенти, околу 31 пациент од срце. 120 сега малце, ви кажав, малце ни се менува статусот, ќе мораме да направиме ревизија на листите. Тие воглавно ми треба да се прават на 3 до 6 месеци. Пошто едноставно се менува и здравствената состојба на пациентите, нели? И има околу 20 на пациенти за црн дроб. Се уште не ни се морам да признам, значи тие не ни се процесирани до крај. Бидејќи првиот состанок што го стваривме беше кон крајот на 2020 година со клиниката за гастроентерохепатологија и абдоминална хирургија. Не од други причини короната стварно не клекна на коленици, едноставно па и не можевме да се спомена и Докчев дека имале прекин, морале да спастуваат пациенти. Минатата година во март месец прво, кога изби пандемијава со корона, имавме потенцијален донор мозочна смрт и јас се сеќам кога прогласивме ние кризна состојба 13 мај, не март, така нешто. Ова верувајте, мислам дека беше баш 13 март или 14 март во кој што имавме потенцијален донор, кој што седнавме на клиниката за урологија, сите релевантни фактори, рековме кај одиме во време на правец одиме со трансплантацијата. Затоа што беше тешко време, многу малце знаевме за короната, многу малце испитувања, тестови имавме малце, значи немавме ресурси за да воопшто продолжиме и беше ставена во мирување 2 месеци, тоа беше лани, се до 23 мај, кога одлучивме нели дека па еве имавме повеќе знаење, имавме тестирање, можевме да ги тестираме и реципиентите и донорот, нели и така. Можевме во безбедни води да влеземе. Сега сметам дека не треба да престанеме да работиме, сметам дека треба да тече процесот на трансплантација. После великденските празници рекоа еве и од урологија. Точно како во третиот бран како импактот на пациенти беше голем и урологија беше една од ковид единиците. За жал и центарот за трансплантација е се уште изолација за Карел. Многу тешко се, затоа кога ќе зборам, многу е јавноста гневна, ама тешко се менаџира здравствениот систем во вакви услови каде што ви треба ковид позитивни, ковид негативни, каде што треба да се изолираме пациентите, овие другиве да не ги загрозиме заедно со нели персоналот. И тоа бара многу ангажман. Да, конечно клиниката за урологија е испразнета од ковид пациенти, сега може веројатно од понеделник ќе треба да почнат со нормална работа. Ова со верата да ви кажете. Дали комуникација со верските лидери, јас искрено морам да ви признам дека не сум им. Јолевски кажа дека зависи од тукувањето, верата не го забранува, не ја забранува трансплантација. Па ако гледаме дека ајде да речеме за религијата, Шпанија и Хрватска се можеби претежно католички земји каде што нели е на висок степен. А и од нас можеби доста по-религиозни. Да, и доста по-религиозни, да. Кувајт, Иран уште повеќе. Таа се религиозни, имаме откада верична трансплантација. Значи немаат проблем со вера. Знаете како, мислам дека секогаш... Не, дали сте имале комуникација, како реагира? За жал не, еве тоа почна да зборам. Ајде да го следиме на ковид и со го признаваа после
Па и вакцините ги прифаќаат пред тоа. Веројатно, не викам дека религијата нема лажичката на страна, да. Не викам дека пациентите, односно дека религијата нема удел, има удел. Веројатно има... Дали категорично прави пречки. Вели, тоа не е според. Ај вака да ви кажам еден пример. Пред некој ден имав место мозочна смрт, пациент муслиман со неговите роднини. Јас не сметам дека тие одговорија не. Значи, не ни дадоа согласност за... Да. Ама не сметам дека причината беше религијска. Значи, многу се причини за одбивање. Секојаш ние се фаќаме за религијата. Прво информираноста, второ, тие сме имали ние случаеви кои што се консултирали со оџата, па доаѓале. Да, може би не религијата како религија, туку верските лидери што преповедат. Сега дали ме разбирате? Бидам уште тривијален, не знам кој збор да употребам. Ама има ли на листата припадници има како на верските заедници, свештеници, оџи, кои што чекаат? Имаме припадници на сите религии, ние не ги гледаме пациента. Не зборувам за црковни великодостојници. Нема, не чекаат. Која ќе почувствуваат на собствена кожа, тоа сакам. Да, точно. Да го завршим мој разговорот со верата, значи нема пречка. Знаете како, на листите за чекање, ние не ги бираме пациентите. Не го реков тоа. Не сакам да ви кажам. Некако, јас си кажав во едно интервју дека трансплантацијата не препознава религија не од други причини, затоа што едноставно трансплантацијата може би е повеќе од религија, ме разбирате, човеколюбие. Дека тоа излегува од... тоа е суштината на религија. Ја нема религија која што не преповеда дека треба да го сакаш ближниот свој, така, кој што вели прави добро на човекот. Не гледам религија друга кој што преповеда други вредности. И затоа не сметам дека треба религијата да биде препрека. И со секоја земја си прави своји закони и своји мерки во однос на тоа како би ја контролирала и како би ја развивала трансплантацијата. Секогаш го кажувам примерот со Иран, кај нив, значи практично кога ќе почине, кој е строго муслиманска земја, нели? Кога ќе почине пациент од мозочна смрт, телото припаѓа на државата. Припаѓа на држава? Да, и они имаат највисок степен на трансплантација, со доста развиен програм за трансплантација. Значи, затоа ви кажам, секоја земја си прави свој механизам на или закон или рамка во која што ќе ја движи трансплантацијата. Ние како проевропска, европска земја и со проевропски вредности би сакале да се приближиме кон тоа демократија, нели, право на говор, право слобода на избор и така натаму, и затоа и веројатно и законов не е вака приближен до, односно ист до хрватскиот и до шпанскиот. Што се досега е успеано да се трансплантира во Македонија, на што работите и што може во блиски дена да се очекува? Веќе и нашите соговорници кажа нешто. Кои се органи може да бидат употребени? Може да бидат многу органи употребени. Веројатно она што следно јас би сакала да го направиме црниот дроб. Не јас лично дека јас сакам да го направам, туку тоа е следствено во однос на тие витални, бидејќи знаете, без црн дроб не може да се живее. Тие се тие витални органи кои што ќе мораме да ги заокружиме и за кои што сметам дека имаме експертиза. Сметам дека имаме добра експертиза и добри хирурзи, гастроентерохепатолози кои што ќе има завршница целата приказна. Се уште ни треба работа со нив во смисла на градење на протоколи, листи. Знаете како, кога ќе спомнам протоколи, листи, викат леле, па све во администрација. Дама, во администрацијата се гледа базата на еден систем. Ме сваќате административниот дел, тоа што е софтверскиот дел, тоа што е следственост на кој орган каде отишол точно, ме сваќате, кој што сите документи во односи на мозочната смрт ги законските норми ги проследуваат. Тоа е значи дека градиме еден стабилен систем. Да, може би е споро, но некако стабилно го градиме. Многу органи може да се трансплантираат, да, тука е бел дроб кој што сметам дека е изузетно тежок. Ако видите, само во Виена се трансплантираат. Ако зборуваме и за Словенија и Хрватска кои што имаат развиен трансплантацијски програм, се уште бел дроб не трансплантираат. Сметам дека и ние немаме баш толку услови во овој момент, не викам за понатаму, да може црива да се трансплантираат, не се со многу висока успешност, но сепак мора да се проба. Постои панкреас заедно со бубрези, се трансплантираат дефинитивно, панкреасот заедно со бубрези. Ретки се тие случаеви, каде што имаме потреба, ни листа, не се чека, пошто
генерално се многу мал број на тие пациенти, но овие се најважните три. Да, и следното што треба да го очекуваме е црниот дроб. Да. Доктор Јовев, дали сега се слушаме? Да, се слушаме, добар ден. Докторе, сигурно и вам идол ви бил, јас сум читал нешто, во Јужна Африка првата трансплантација Кристијан Бернар. Така, беше многу одамна. Да, веројатно и вас тоа ве водело, еве, и вие сте дел од таа успешна историја во медицината. Две трансплантации и двете успешни. Кажете нешто повеќе околу тоа. Како го доживеавте вие, како тече овој процес? Дали кога студиравте, кога специализиравте, сонувавте дека еден ден и ова ќе го направите? Искрено да ви кажам, размислував на тоа дури и кога студирав и кога специализирав. Знаете, мојот проблем беше да се одлучам што да студирам, но кога решив да студирам на медицина и завлегов во неа, знаев дека сакам да одам кон хирургија, особено кон кардија и торакална кардија, торакална хирургија. Во тоа време веќе трансплантацијата на срце некако се устоличуваше, затоа што 67-та година е направена првата трансплантација на срце, потоа се почна со еден ентузијазам кој што брзо спадна. Спадна затоа што тоа срце постојано се отфрлаше. Се отфрлаше затоа што нели организмот го беше сваќал како страно и се уште го сваќа како страно тело, а немаше лек, немаше начин на кој што тој одговор на организмот на некој начин ќе се супримира. Дури во 1980 година се откри циклоспоринот и веќе тогаш промптно почна да се зголемува бројот на трансплантации во светот, иако мајката на трансплантациите, тоест Универзитетската клиника за кардиохирургија во Станфорд во Америка, се уште одеше полека, а таа ги постави главните постулати генерално во врска со трансплантацијата на срце. Значи, практично од 80-тите години се зголеми нагло бројот на трансплантирани срца, за да потоа се откријат и некои подобри, пософистицирани, помалку штетни лекови од циклоспоринот, иако се уште може да се употребува и тој, но веќе имаме други и помодерни, нели? И практично во тоа време јас некаде во средината на 80-те години и студирав, нели? И ова беше индирекле, веќе навлегуваше технологијата во медицината, а особено и трансплантологијата генерално, така да искрено и во тој период размислував на вакво нешто. Ете се случи нешто што е толку потребно воопшто за пациентите, нели, и што е многу важно за нашата земја да ги следи нормалните европски чекори во медицината. За овој процес кажете ни нешто кратко за овие две трансплантации, пациентите како се чувствуваат, првиот, вториот? Да, пациентите се чувствуваат сосема добро. Ние вчера ги направивме и првите две ендомиокардни, практично не вчера, туку ден пред тоа, ги направивме првите две биопсии ендомиокардни, исто така за прв по нашата република. Биопсија ендомиокардна значи дека се зема парче од натрешноста на срцето, за да се види дали веќе тој организам реагира на тоа срце и полека го отфрла. И вчера веќе ги имавме првите резултати кои говорат дека сме добри, дека се уште не ги отфрлаат, дека лековите добро функционираат и што се однесува до тоа сме многу среќни. Клинички се чувствуваат изоредно овата пациента. Едниот кој што е пред една година имплантиран или кој што има ново срце се чувствува перфектно, го контролираме постојано на неделна, на двонеделна база, а вториот младото момче кое што беше екстубирано, значи веќе не беше на респиратор првиот ден, веќе е вертикализиран, шета, се бања, прашува кога ќе оди дома и се надеваме дека сето тоа ќе продолжи да биде токму така. Да кажеме за слушателите и за гледачите колку е битна оваа работа, дека на листата, тоа го каже Јолевски, на оние кои што чекаат да им се трансплантира срце, се наоѓа и пациент 16 години, пациентка. Како? Дека на листата за чекање за трансплантација во Македонија се наоѓа и пациентка која што има 16, само 16 години.
веројатно имаме доста пациенти на листата, а листата во суштина треба да биде многу поголема, што зависи од нашата примарна медицина и од нашите кардиолози, чие што ниво секако треба да го подигнеме и на некој начин да се вклучат со нас, кои што ја водиме практично медицината во висок технолошки смисол, да не пратат, за да може да се откриваат тие пациенти и на некој начин веќе да се ставаат во листата, да се припремаат и така. Но дека има токму 16 годишна пациентка, се уште не знам, сите останати ги знам, е нешто актуелно и нешто сосем ново, нели? Меѓутоа, тоа пациентите, болестите не прашуваат, пациенти има и многу млади, и постари, и во средна возраст, затоа што и причината за тоа дека треба да се трансплантира срце или причините се повеќе. Меѓу другото, кај помлади може да видат некои млади, некои конгенитални заболувања кои што не можат да се решат со конвенционална хирургија, кои што се еднаш или два пати решавани со конвенционална хирургија и не се може повеќе, или пак некои така наречени вирусни миокардити кои што ќе го оштетат толку тоа срце што ништо друго не преостава освен да се замени. Така да тоа е причината кај што многу заради која што кај многу млади би има индикација, причина за да се постави на листа и за да се трансплантира, да се бара срце за да се реши проблемот со тој пациент. Инаку ги имаме во сите возрасти. Докторе Јоев, ентузијазмот, амбицијата не треба да престанува. Кои според вас се следните чекори и можности на македонската медицина? Дали бели дробови во Хрватска се трансплантира пред со асистенција на доктори од Австрија пред околу недела 2. Црн дроб спомена докторката Мојсова. Видите вака, најчесто потреба за трансплантација има од бубрези и срце. Секако и за бели дробови, јас би кажал дека би требало да трансплантираме, иако бројот може би е на некој начин помал, може би е нешто покомплицирано, но ништо нема комплицирано и секако дека би требале да одиме и во тој правец. Особено што нашата клиника за универзитетска кардиохирургија ја има целата база која што е потребна и за трансплантација на бели дробови и за трансплантација на хепар, доколку тие абдоминалните хирурзи со кои што изможно комуницираме го побараат тоа од нас. Трансплантацијата на белите дробови во принцип, во принцип е трансплантација за која што се побарува висока технологија и вештина хируршка, исто како и за кардиохирургијата, а со оглед на тоа што ние сме главно постарите хирурзи во кардиоторакален смисол едуцирани. Например, јас конкретно сум учествувал на повеќе од 20-30 трансплантации на бубрези во Цирих, така да на бели дробови во Цирих. Сметам дека можеби тука би требале да се интегрираме и да го направиме тоа. Никој не веруваше дека ќе направиме трансплантација на срце, никој не веруваше дека ќе направиме многу работи кои што секаде во моментов се state of art и се прават, а ги направивме. Треба да се сака, треба правите луѓе да го прават тоа, ентузијастите, оние што сакаат да работат, учат, правите луѓе треба да го водат сето тоа и секако се може. За мене трансплантацијата на бели дробови, иако може би не би требало да биде рутина како бубрезите и срцето, може да се направи кај нас и лично сметам, а во многу комуникации со клиниката за торакална хирургија, дека ние како клиника за кардиохирургија, кои што сме на некој начин братски клиники, би можеле да помогнеме, особено и јас со сопственото искуство и некои од моите колеги, дека тоа треба да се направи и треба да се направи токму нас, за да уште повеќе одиме напред. Ово што кажувавте за успешните трансплантации, за пациентите кои што закрепнуваат и нормално почнуваат да живеат. Само дека е силна порака во јавноста за да се отвори и да се востанови оваа тема која што за жал не беше присутна порано. Која е вашата порака до луѓето кои што не слушаат околу донирањето? Како да се подигне свеста за тоа? Мојата порака е следната. Иако ова се комплицирани и тешки работи, ние веќе одиме многу напред. Значи, ние
со малите искуства, да не речем бубрезите, трансплантацијата на бубрези веќе спаѓа во групата. Нашите доктори се сосема спремни и многу искусни во тоа, меѓутоа и со малите искуства трансплантација на срце и во иднина за самите ние сме многу поспредни од бројот на оние кои што ги направивме. Што значи дека сметам дека овој дел медицинскиот ќе го тераме одлично. Потребно е да се подигне на максимално ниво свеста на граѓаните и да се види дека со донаторство се спасуваат многу животи. Вие само со последното донаторство видите колку животи спасивме. Затоа сметам дека засега многу одлично координаторката што е кај вас за трансплантација национална го води, тоа ти е наедуцирана во смисол, меѓутоа треба да се поттикнат сите медиуми и самото министерство начело со нашата координаторка за трансплантација, да тоа толку се популаризира што да на некој начин стане скоро нормално дека голем дел би донирале за да спасат други животи, затоа што е тоа толку хумано и толку потребно, Еве, веројатно ви кажа и самата наша координаторка доктор Мојсо дека токму во нашите земји, Хрватска и Словенија, блиските наши земји, бројот на трансплантирани органи е по глава на жител најголем. Тука помага и политиката, тука помагаат и медиумите и верувајте, со оглед на тоа што имам екстремно блиски контакти со Хрватска, црквата таму многу помогна да се убеди населението дека тоа е тоа, дека навистина ништо поубаво и похумано нема од тоа да се спасат со еден живот неколку, 4, 5, 6 животи. И за крај само дигитализација, едно футуристичко прашање. Зборуваме за дигитални вакцини, Pfizer, Moderna. Дали механичко срце може да замени живо срце? Можно ли е дигитално срце? Може да замени. Сега за сега. Механичките срца се добри, но се уште има многу компликации од нив. Видете вака сега. Кога е првото механичко срце ставено? Кога човекот отиде на месечи. На чистиот ден, кога американската влада ги прати своите астронаути на медицината, таткото на срцевата хирургија дебелки отиде кај Кенеди и му рече: ова го направивте, сега дајте ми да ставам да направам вештешко срце, затоа што тоа е исто од прилика. И така почна целиот процес, меѓутоа требаше многу повеќе време, изгледа не беше така едноставно. Во моментот имаме изворедни девајси кои што на долг рок можат да помогнат и да го продолжат животот. Едноставно да се живее со вештешко срце набргу. Тие ќе станат помали, тие ќе станат без оние надворешни нивни девајси кои што ги управуваат, значи нема ништо на самиот организам. По пат на Wi-Fi технологија ќе се раководат, значи ќе би шекале луѓе за кои што и нема да знаеме дека имаат вешташко срце во себе. Тоа е веќе на пазар, не е на пазарот, тоа е веќе дефинирано, веќе постојат такви девајси, но знаете како, се уште се користат стари возила, не стари возила, него типови, додека новиот не се имплементира, за да се на некој начин заврши со продажбата на истите, се на некој начин, индустрија, бизнис и така натаму. Но тоа е реалност која што најмногу за година до 2 до 3 ќе биде имплементирана. Останува само компликациите кои што тие ги имаат, значи тие го продолжуваат животот апсолутно некаде 5% до 10 години, меѓутоа очекувам, ако се надминат компликациите, а технологијата е нешто што верувам на овој свет, е дека нивната нетрајност, туку надминувањето на евентуалните компликации ќе биде се помало и помало и дека во голема мерка ќе можат да ја заменат трансплантацијата на срце. Но за сега трансплантацијата на срце останува суверена метода која што ќе спаси живот, ќе овозможи апсолутно нормален квалитет на живот во оној период додека се живее. Благодарам, доктор Сашко Јовев, кардиохирург, беше гостин во денешното издание на емисијата Стадион. Зборувавме за трансплантацијата, за органодарителството. Реклами, режија. Стадион. Емисија за вашата вистина.
таа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слузокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки. Добар ден, имате Исомар? Radiocafe.com.mk. Кликни, нарачај, плати, дојди земи или нарачката ние ќе ти ја доставиме. За нарачка над 300 денари по 12 часот, доставата е бесплатна. Секогаш кога имате желба од вашиот стан да направите прима мив дом, појдете во еден од 8 салони на Прима мебел низ Македонија. Изберете квалитетен хрватски мебел, платете на 24 рати без камата и уживајте во новиот интериер. Прима штеди за семејството. Дадекс, компанија за шпедитерски услуги и царинско посредување. Сигурен партнер на вашиот бизнис. Шпедиција Дадекс Скопје 02 2613 566. Светлечки реклами ПАП Охрид. Изберете квалитет. pap.com.mk. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072 607 777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Реален медиум за реални луѓе. Стори, смеј, спорт, забава и чат, брат. Реален медиум за реални луѓе. ММС.мк сега ви е на толфакт. Брза, прецизна и квалитетна услуга. Сечење на ласер во ПАП Охрид. pap.com.mk. Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 607777. Канал 77.mk. _. Facebook. Канал 77.mk. _ YouTube. Но да има понатаму. Јас сум малку разочаран од вас, почитувани слушатели, да зборувавме сега за Стојко Павновски, за Зоран Заев, за Христијан Мицковски и за протестот утре што ќе се случи за уставобранителите за нивно ослободување, ќе се утепавте одјавување. Не ве разбирам зошто една ваква тема која што е многу посуштинска од било која политика, од било кој политичар, не ве провоцира да се јавите и да кажете пак се плашите, се страмите, сепак имате некоја одговорност и обзир, да не кажете нешто погрешно и да не промашите темата и да не почнете да плукате. Е, тука на оваа тема не може да плукате. Што е порака моја до вас? А на линија го имаме Валентин Зафировски. Дали се слушаме? Да, по... Ало, повеле... Да. Вака, вие сте пример за успешно извршена трансплантација на бубрек пред колку? 16 години? Да. Па, тоа беше чиста среќа во тоа време, сега слушав координаторката колку веќе се напреднало. Тоа беше еден прекрасен момент, една моја среќа. За пациентот мозочна смрт добив бубрек. Јас и уште една колешка која бевме на диализа. Благодарејќи на несебичноста на семејството, си извршија 2 трансплантации. Две трансплантации и двете и вие, и вашата колешка. Да, и мојата колешка. Се слушам јас со незе повремено и така завршивме малце. Да. Вака, во тоа време, ако и денеска е оваа тема тешка, проблематично е тоа одлучување, тогаш пред толку години уште по-проблематично. Значи, уште поголемо почитување одлуката на тоа семејство кое што подарило бубрези од својот близок кој што починал. Дали комуницирате со тоа семејство? Да, се разбира дека комуницирам.
со семејството, добри пријатели сме. Со сестрите, на почитнатата, со синот. Се не знам колку е да зборувам. Да, не мора да кажувате, да. Да. А инаку тоа беше случај, јас направив типизација на ткива, се спремав за операција во Русија преку фондот за здравство, ама која јавија дека може да се направи тука, се разбира дека ја направив трансплантацијата тука. Иначе... Вие сте меѓу првите од починат донор добил бубрек или пред тоа имало? Пред тоа, Нино, мислам и имаше овако, па имаше пауза, па јас и колешката направивме трансплантација, па имаше од кадавер пауза, па сега почна Дохчев и од нефрологија, па ја работат трансплантацијата. Многу сум затворен на... Многу сте благодарен. На луѓе во трансплантација, бидејќи нивни пациенти веќе 20 кусур години, тие цел живот подршка и разбирање за нашите проблеми. Господине Зафировски, која е вашата порака до луѓето, низ вашиот пример, да се охрабрат, барем да почнат да разговараат на оваа тема во семејството? Па, колку прекрасно е тоа што направите една ваква емисија и би требало овакви емисии да имат почесто. Никој веќе не зборува за оваа тема за добробит на трансплантацијата. Среќа, мислам, што среќа во несреќа, може да се каже, што трансплантираното срце придонесе повторно да се отвори оваа тема, која веќе 50 години не е отворена, освен од живи донори. Порака треба да... Да? Треба да се зборува и колку што рече координаторката, сите сме ние битни за да во ова учествуваме, да даеме свој допринос. Се повеќе што повеќе се знае, полесно се разбираат некои работи. Благодарам, Валентин Зафировски, примател на бубрек, кој што веќе 16 години нормално живее без диализа. Имаме слушател. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам. Ако сме на линија, ете така. Да, само ви се молам. Сакате, викајте по мене што сакате правете, само зборувајте на темата. Ние не можеме врска да добиеме. Како не можете да добиете врска? Па за да сјајме на микрофонот, треба некој да не спроведе до микрофонот. Ако е на микрофонот докторот или водителот, не може ние да стигнеме до микрофонот и тоа е. Него како е, така е. Јас би прашал нешто. Повелете. Ако има доктори пак околу себе или на линија... Да, тука е доктор Мојсов. Македонци во Македонија, дали некој зук дарува крв како крводарител и дали некој зук дарува срце, органи или нешто друго, освен македонци се како дарители? Пак ја вртите, пак ја вулгарите работата, пак ја вртите на меѓуетничка, мислам, не е убаво тоа, да не речам само. Нека кажат дали има освен македонци крводарители од другите националности. Нека каже некој. Ако знае, ако не мора. Добро, ајде. Ајде. Ова се вика скриен говор, не е скриен, апла говор на омраза ширење. Доктор, ќе го Сакате слушам одговорам, јас крводарителство не водам, така да ќе треба да прашам на друго место. За очните рожници. Да. За тоа. Па видите, многу... Имаше пред година-две информација дека прв пат е направена
трансплантација, пресадување, после излегоа членовите на семејството на Миовски, доктор Миовски, кој што во негово време, значи уште и во Социјалистичка република Македонија направил 120 такви трансплантации. Сега тоа дали е присутно, стагнира. Знам дека и приватната болница европска, турскиот инвеститор, и они имаат дозвола за трансплантација. Видите, во светот има многу банки за рожница, да се разбереме, значи постојат банки. Дури едно време кога престува во Хрватска, дури практично немаше кој да ги искористи. Генерално за тоа треба, еве ако почнеме да вадеме рожници, ние зборувавме во еден период и со клиниката за очни болести кај нас. Генерално беа заинтересирани, ама некако не го финализиравме, затоа треба нели да се отвори банка и треба така да не е така едноставно, бари некаква си финансиска подкрепа во однос на процесирање на целата приказна до крај. Но генерално постојат рожници во светот, во банките, за кои што можеш да со некакви си договори и средства да повлечеме. Не морам да ви признам дека многу малце сум навлезам во тој дел, многу малце сме работеле. Освен два состанока кои што имавме, многу малце ги финализиравме работите со очната клиника. Прво како единствени партнери каде што може да се изведе трансплантација, ќе ни треба нивна помош во однос на специјалистички оддел или на тој што нив им треба, или дали имат воопшто податок која е таа бројка на пациенти, листа која што би чекала и како можеме да го оствариме сето тоа. Затоа треба не е само до мене како национален координатор, туку многу е важно и партнерите кои што ни се во однос на одредените специјалистички гранки, колку активно заземат и колку се желни да го завршат тој процес, ме сваќате. Значи не е желбата на еден доктор, туку е еден ланец на... Добар ден, повелете. Ве слушам. Ало? Да. Добар ден. Ај, поздрав од Битола. Ево Столе, пошто не провоцираш, пускам не прозиваш, не дека ти се плашиме. Да се јавиме. Не е за плашење. Него сме разочарани од самата тема, затоа што сабота беше стално ден за политичка емисија, толку ото. Меѓутоа има други термини кај што можете со овие теми да малце сме отруени од овие ковид и мовиди уште за време на стадион да ги дискутирам. Ама баш напротив, политиката ве труе. Ова не ве труе. Ова ќе ве тера да размислите. Ова е живот. Политиката во Македонија е вентил, ништо друго, кај што ќе си издружи. Со политиката можете да се испукате, а тука не можете. Добро, тогаш дозволи ми јас да си јас сам малку од другата страна да завртиме работата и цел разговор. Значи, ве слушам и се плашам, душата ми е собрана, косата ми се крива, затоа што во ниедна ситуација не можам да се најдам. Ево ве слушам, покушавам да сватам како ќе биде јас да бидам донор. Покушавам да сватам како е некој друг да ми дај мене орган. Вервај ме, ги пратев на социјалните мрежи сите оние апликации за веца, душата ме болеше за младо чупе што завршило на тој начин. Меѓутоа аз не можам да не ги спомнам родителите нејзини. Затоа што таа иста верица сигурно немале со родителите некој договор за донаторство, па не арно му дојде, него ево ние бевме спремни физички и психички дека такво нешто може да види. Тие се луѓе бре, што пред еден ден сигурно планирале некои свадби за тоа златно чупе и сега наеднаш ја носат таа најстрашната одлука. Покуша, верваме да се ставам во ситуација, не дај Боже, да треба јас да одлучувам за моите деца. Не можам, затоа што... Не дај Боже. Јуто е за вас, дали сте расчистиле, дали вие... Или еве, јас сум расчистил. Што е да ми се случи, се нека земат од мене ако вреди. Абе, ајде, доста таму што вреди, што не. Кој е тој така глатка, што се согласува, нема грешка, како го носиш, например, колата ја носиш во отпад и новој му треба алласер, новој му треба ладњака, па ти вада. Кој е тој што ќе може да го кажи пред време септо? Колку била тешка таа улогата на таа согласност на тие родители? Не знам, не можам. Јас, например, кој ќе требаше да одим во децата мали, јас надвор чекав пред болница или пред уредо за ја пушта супругата инекција да му стави. Оставете ги децата, нека живеат 100 години.
Вие како? Па одлуката на родителот За беше вас. за детето. За вас, дали сте вие да си кажете и после тоа никој да не одлучува за тоа? Вие да се изјасните додека сте живи. Ама ти кажам, не можем, ето ве слушав и 100 пати се стави во таа улога. Не можем. Нека се јави некој што нема грешка, гадско твојчудро што сакате правите. И тоа е тежок чин. Не знам, не сме уште можда психички спремни за таа работа. Ај малку вака размислувајте. Ќе продолжите со вашите органи или ќе продолжам да живееме во некој друг живот? Ама нема грешка. Кој е тој така што размислува? Затоа што сите лесни беа оние апликациите за верица. Секој че за чупето по 100 пати ќе повторав. Меѓутоа, одлуката е донесе родителот. Сите ги заборавме родителите како ни што поминаа, затоа што тоа беше ненадејно за нив. Тоа не беше, например, некоја болест, хронична болест, кај што се очекуваше дали сега или по една година, па има време да се спрема за сите тие работи. Кој е тој што може да го распрчи така детето, да речем грубо, и да не помени низ некоја травма. Па за тука дискутираме цена, дали ова, дали погребот ќе бил бесплатен. Какви се тие моабети, не знам. Благодарам за јавувањето. Благодарам за јавувањето. Режи, ако има уште еден слушател да го пуштиме, ако не, пауза да правиме со реклами. Стадион. Емисија за вашата вистина. Искористете го попустот од 20% на печките и котлите на пелети од Милкус. Одберете го вашиот модел на milkus.com.mk. На планина, на село или град, па и на седми кат. Ич не му мисли. Разлади се со најдобриот освежителен пијалок. Струнка се знае од Грозд Струмица. Со Баде Скопје до уреден простор, производство на метални ормари, метална галантерија, сталажи и производи од инокс. Посетете не на bade.com.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. 11 часот 51 минута. На линија го имаме Блаже Сапунџиев. Младиот Сапунџиев, кој што пред една недела доби бубрек, трансплантиран му е бубрек од починатиот донор Верче Белчовска од Берово, Русиново. Сапунџиев, се слушаме ли добро? Да, добро се слушаме. Вие сте се уште во болница сте, кога ќе излезете, како тече рехабилитацијата, опоравувањето? Рехабилитацијата тече подобро од колку што очекував. И за пуштање од болницата тоа треба да одлучат самите доктори. Те уште не се знае ништо. А бубрекот е добро прифанат од страна на моето тело. И така. Во каква состојба беше претходно? Опишете како се случуваше, кога ви се јавија дека може да добиете бубрек? Па јас бев прилично изненаден од тоа, бидејќи не очекував така да биде откадаверичен донор многу скоро. Знаете како свеста на народот малку и не е подигната по нашата држава, ама особено огромна благодарност чувствувам во фамилијата, бидејќи Верчето Белчевска е многу, како да кажам, многу прерано згаснат живот и со тоа ни помогна на троица, моментално четворица, а понатаму и на повеќе луѓе што можат да се спасат од различни други карцином, пресадено срце, бубрези и така натаму. Нема доволно можност, немам доволно благодарност. Мислам, имам благодарност, немам доволно зборови што можам да искажам таков хуман гест од страна на неизните родители. Дали остваривте комуникација или после тоа кога ќе излезете? Со родителите, со семејство? Некако мислам дека е прерано да стапам во комуникација, бидејќи фамилијата нормално сега во огромна жалост и тага е. Не само фамилијата, и многу луѓе што ја познавале, јас лично не ја познавам, ама јас чувствувам огромна загуба спрема тоа колку е млада, многу млада стварно. И не сум можно сега, немам ни... Да, за над. Која е вашата порака како
Која е вашата порака до јавноста за оваа тема органодарителство, трансплантации, експлантации? Мојата порака е што е можно да се подигне свеста на граѓаните, нели доколку се во можност да го припадат тоа дека тоа сето може органодарителството да го продолжи на некој животот да може да му се спасе. Така, пораката е тоа. Тоа немам за тоа што не можам ништо друго, што можам да кажем за тоа, не знам што друго да кажем. Само да се подигне малку повеќе свеста на народот. Треба. Сапунџиев, благодарам што и покрај тоа што се уште сте во болница, во болнички услови, се согласивте да учествувате во емисијата. Да, пожелувам... Уште нешто сакам да кажам за емисијата. Една минута може ли да одземе? Повели. Да, сакам само до медицинскиот персонал, доктор Сашо Кодовчев, доктор Ставридис и останатиот медицински персонал и сестрите 24/7 што се грижат тука, за нас да поздравам, да му пренесам поздрав и за се што направија до сега и се што ќе направат од сега натаки, огромна благодарност да изразам. Сапунџиев, пожелувам брзо опоравување, добро здравје, долг живот, успешна кариера, што и да работите во животот. Уште еднаш благодарност. И се најдобро и кај вас. Благодарам. Блаже Сапунџиев, примателот на бубрек од починатиот донор Верче Белчовска. Докторке, имаме уште 5-6 минути. Добро. Еве и пациентот го слушнавме. Многу ми е драго што е го слушнавме. И докторот претходно слушнавме некои слушатели како размислуваат. Малку е... Не е лесна тема за разговор, верувајте. Не е нешто што лесно ќе биде прифатено. Баш напротив, не се сложувам со слушателот дека ја заборавивме фамилијата. Не, напротив, фамилијата е таа што го возможи ова. Фамилиите се тие што го возможуваат. Да, точно од наша страна експертизата, нели, познавањето, учењето, едукацијата, но генерално фамилијата е таа кој што го започнува процесот. Никој не ги заборавил. Баш напротив, мислам дека при вашата емисија генерално да го збориме процесот за трансплантација, започна со едно вашиот почеток беше баш во однос на семејствата кои што даруваат органи. Се сложувам со слушателот. Многу е тешка таа одлука. Многу е тешка. Не збориме за деца, не збориме да збориме за мајка татко. Нема лесен пат за загуба, нема како да ви се избрише тагата кога ќе загубите некој близок. Ако збориме нели за малце од филозофски аспект и од емотивен аспект. Пошто на крајот на криштата сите сме луѓе, мислите дека ние немаме емоции, дека мислите дека нас ние се едно кога разговараме со семејствата, воопшто не се. Не сте рутина, механичари може да прават што сакат. Не сме така, значи низ нас поминуваат емоции. Па кога се работи за млад живот, мислите дека не допира тоа до нас. Да, ама ние пред се мораме професионални. Не мораме да останеме на браната на професијата и да направиме добро за пациентите. Ивано, прашање до колку години може да се биде донор? Дали годините се пречка? Да, добро прашање. Што се однесува до срце, долги години беше... Ајде го говорите подоцна, затоа што немаме уште многу време, слушател еден да го пуштиме. Ало, ве слушам. Ало, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам од самиот почеток. Поздрав до вас, до гостинката и до сите останати доктори што И за вас се ова тешка тема? Подобро за Не, јас за мене е поблагодарна и хумана работа од донирање на органи не постои. Не е тешка тема, мислам, тешка е затоа што починал. Јас како, можам да кажам, 30 години, да, не од витално значење, беше мојата состојба, но сепак како не ми се пресадеше рожница, јас ке бев слепа. Така да, многу ми е познато чувството, што значи да се донира и го поздравувам и прва би била и сето моје семејство. Мислам, сме разговарале и моите деца. Нема табу тема за ова, воопшто, се толку свесни, сме свесни, дека поблагородно
и похумано нешто нема, се чудам на луѓето што размислуваат поинаку. Јас плачев за Белчевска. Жално што отиде млад живот, но верувам, предпосеќам како е чувството кога чука срцето на Белчевска, на 102 донора рожница, во себе носам 3 души. И никогаш не заборавам колку е тоа хуман гест и мислам, и предходниот соговорник кажа од докторите, треба појака кампања, медиумска интернет, да луѓето ја развијат свеста што значи да се донира. Дека тоа е нешто најхумано. Тоа мене поздрав и секоја чест за темата. Што повеќе да има вакви теми за да се развие свеста кај луѓето. Благодарам. Поздрав за сите, молам. Благодарам, поздрав и до вас. Завршуваме со одговорот на ова прашање, уште едно има за крај. Значи, до колку години може да се биде донор? Дали годините се пречка? Па се пречка секако, има биолошка старост нормална која што нели како стариеме и ние органите не стареат така. Што се однесува до срцето е 50 години. Се помести границата беше 40, па 45, па 50 години во зависност од нели од состојбата на срцето и дали има претходни болести. За бубрезите се малце пораширени критериумите, значи може и до постара возраст, може и до 70 и до 80 во зависност исто од квалитетот на органот. Постојат во светот и тие се викаат експендит или проширени критериуми во однос на тоа ако е постар бубрегот да го добие постар пациент, нели ако е помалку. Да. Прашање. Во светот тоа постои. Дали годините на донорот се битни при трансплантацијата на срце и дали годините на примателот се битни исто? Видете, битно е квалитетот на органот и најбитно е колку се повисоко на листата примателите. Значи, колку им е покритична состојбата во однос на нивната примерна болест. Значи, не е само годините како единствен критериум, туку едноставно кој во суштина во моментот му треба најитно орган. Не сваќате? Тоа се тие листи, тие се тие алгоритми што се изработуваат. Би донирала орган додека сум жива, например, на мој близдок, член од семејството да му треба бубрек, би донирала со задоволство, но кога еден ден нема да бидам меѓу живите, ќе умрам, органи не сакам да ми се чепкаат. Ако сум умрела со 2 здрави бубрега, здраво срце и црвен дроб, напуштам светот. Има еден проблем, сите кажавте дека сакате органите после смртта да ги донирате, но не е така лесно. Јас сакам да донирам, да подпишам уште сега, секој орган определен број часови е функционален, потоа е за отпад, да не речам. Ја објаснивте процедурата. Значи има различни размислувања. Да, добро. Беше... Затоа е отворено за нели размислување практично. Добро е што воопшто се да почнуваат да размислуваат без разлика каков ќе биде нивниот став. Ова личи на Джим Морисон, умри млад, телото да ти биде една работа да ви кажам. Трупот. Според статистиката многу поверојатно е дека ќе ви треба орган него што ќе дарувате орган. Дали ме сваќате? Статистички многу повеќе луѓе чекаат органи отколку луѓе што ќе даруваат органи. Значи статистички постојат многу мањак на органи во светот. Значи многу повеќе луѓе чекаат органи отколку што ќе се случат мозочна смрт и ќе даруваат органи. Тоа не е често. Мозочната смрт не е често, па за да земаме органи и тоа да биде ме сваќате. Мозочната смрт е прво реткост, да може да се случи, најчесто ви кажувам собраќајки, најчесто се моторџи и во светот без кацига што возат. Тие се повреди на мозокот, па тоа се крварење спонтани и така натаму, но не секој што ќе заврши со мозочна смрт може да биде донор. Постојат критериуми за тоа. Да, годините ги кажавме така. Кажавме болести претходни. Заболување на органите. Бактерии, вируси. Бактерии, значи има многу процеси за да тоа кажеме дека тој донор, да, овој донор е точно тој што треба да дарува органи. Доктор Маја Мојсоамиовска, за крај пораката, да го повториме тоа што го реков уште на почетокот. Да се разговара. Да. Пораката е дека ние треба сите со себе си да се соочи, во семејството да се соочат сите. Да ги отвориме
нашиот мозок, нашата психа, нашата душа да ја отвориме на повисоки размислувања. Да размислуваме. Јас не викам, никој не ви се меша во одлуките што ќе ги донесете, но е многу важно да размислуваме на темата и да ја сватиме што значи таа истата тема. И сметам дека колку повеќе говориме и толку не се плашиме од темава, толку многу некако ќе дојдеме до заеднички заклучоци и можеби до многу поголеми успеси. Благодарам. Благодарам на Доктор вас. Маја Мојсова Мијовска, национален координатор за трансплантација, беше гостин во денешното издание на емисијата Стадион. Пријатно и до слушање до наредната сабота во истото време. Стадион. Емисија за вашата вистина.